Здраво сите, добровате во нова епизода на Рискер после подолго време. Денеска во оваа епизода ќе пробаме да го решиме прашањето дали убиство би можело да биде оправдано ако е произлезено од безнадежна ситуација. Па мислам дека за најдобро да одговориме тоа прашање мораме веднаш да влеземе во овој да речам бизарен случај. Годината е 1981. Градот Скидмор, Мизури, град обкружен со полиња за пченка со само 437 жители. На 10 јули 1981 година Кен Рекс Мекелрој ќе биде застрелен на улица среде бел ден, меѓу дури 60 сведоци. Сепак, до ден денес, злосторството останува нерешено. Како е тоа возможно? Кен Рекс Мекелрој е роден на 1 јуни 1934 година во семејство на сиромашни земјоделци кои се преселили во близина на градот Скидмор, Мизури. До 8 одделение Мекелрој го напушти училиштето и се верува дека во голема мера бил неписмен. На 18 годишна возраст беше кажано дека бил тешко повреден кога врз него на градилиште паднала челична плоча. Инцидентот го остави со хронични болки, а некои неговото бизарно и насилно несување го припишуваат на повредата на глава што ја доби во овој настан. Мекелрој наводно бил џин од 122 кг. Еден локален фармер го пише Мекелрој, велејќи, цитирам: "Мислам дека Кен едноставно сакаше да биде голем и важен и луѓето да се плашат од него. Кога тој одеше по улицата, и тој го доби тоа, тие беа уплашени." Мислам дека со овие први 2-3 пасуса ве запознавме со овој денешен случај. Значи, како што кажавме, ќе зборуваме за Кен Рекс Мекелрој, неговото убиство и сите настани што произлегле до тоа негово убиство, и мислам дека мораме да продолжиме. И покрај сето ова, Мекелрој заработуваше релативно значајно оддавање под закуп земјиште во близина на неговата фарма, тргување и тркачки кучиња, како и наводно крадење добиток, жито, алкохол, бензин и антиквитети. Мекелрој беше во постојани проблеми со законот. Неговиот адвокат процени дека тој бил обвинет за различни кривични дела најмалку 3 пати годишно, а според некои извештаи тој бил обвинет дури 21 пат, но само еднаш избегнал пресудата. Мекелрој честопати беше познат по тоа што се фалеше дека неговиот адвокат од Канзас Сити, Ричард Джин Макфедин, исто така го застапува под земјата и практично можел да го оддалечи од затвор кога сака. Така тој шетал низ град велејќи, цитирам: "Можам направам што сакам. Добив голем адвокат од надвор од градот и тој ќе се погрижи сите вие мали луѓе да не можете да ме допрете." Мислам дека и со оваа реченица да можете да заклучите за каков човек станува во збор, ако до сега не разбравте или не свативте за овој текст. Се работи за Кен Рекс Мекелрој, или исто така познат како градскиот силеџија, односно селскиот силеџија, да биде попрецизен, затоа што нели ова било како село на некој начин. Имало нели само 400 жители. И сега овој Кен Рекс Мекелрој буквално се изживljавал нели над сите тие граѓани на селото, правил што сакал. Има нели исто така добар адвокат кој што на секое судење нели го излекува, никогаш нели не влегол во затвор овој Мекелрој, и мислам дека мора да продолжи. Друга тактика за да се избегне затвор што би употребил Мекелрој е заплашувањето на сведоците. За да го направи ова, тој ги следеше или паркираше надвор од нивните домови и гледаше дека тие повеќе не беа подготвени да сведочат против него. Неговите различни наводни злосторства вклучуваат грабеж, вознемирување и напад на жени, уништување имот, закани по живот и напад, вклучително и пукање на најмалку 2 лица. Еден од тие двајца што ги застрелил бил локалниот фармер Ромен Хенри, кој Мекелрој го застрелил во стомакот кога Хенри собирал да го избрка Мекелрој од својот имот. Значи, да речам, една бизарна ситуација, нели, овој Ромен Хенри сака да го избрга Мекелрој од собствениот имот, нели, од името на овој Ромен Хенри, но Мекелрој не си одел. И тогаш Мекелрој го застрелил Ромен Хенри затоа што му викал да си оди од името на Хенри, нели, ова е нешто многу, да речам, чудно и типично, нели, за, можеме да каже, типично за селскиот силеџија. Мекелрој беше обвинет за силување на 2 мали девојки од 12 години, за кои се вели дека се оженил за да ги спречи да сведочат против него. Една од овие жени била 24 годишната Трина Маклауд, која му била партнерка и била присутна во моментот на смртта на Мекелрој. Трена беше третата сопруга на Мекелрој. Сушност, Мекелрој влезе во врска со Трена кога имала само 14 години. Значи, од овие, да речем, врски со девојчиња, мислам дека уште повеќе може да заклучите за каков човек станува збор. Тој, нели, кога имало околу 40 години, први се оженил со девојче 12 години, а подоцна со девојче 14 години. Мислам дека тоа е по бизарно од ова, мислам дека
нема да најдеме во овој случај, но мислам дека сепак ќе најдеме уште нешто побизарно за овој Кен Рекс Мекаурей во овој случај. Трена беше третата сопруга на Мекаурей. Всушност Мекаурей влезе во врска со Трена кога имала само 14 години и во исто време имал и дете со неа. Набрзо по раѓањето на нивото прво дете, Трена се обидела да избега во куќата на нејзините родители. Мекаурей одговори со наводно запалување на домот на родителите на Трена и пукање во нивото куќе. Човек, зашто пукаш во куќето? Кај си крив и ја палиш куќата, па дури пукаш нели во нивото куќе, нели ова го направи затоа што нели Трена, ова негова сопруга нели избегава од кај него, отишла кај нејзините родители и тој за да одговори на тоа нели им губи куќето и им ја запалил нели куќето им ја запалил, да. Сепак во 1981 година Трена изјави за списанието People дека пожарот во куќата бил, цитирам, само несреќен случај. Или сега ова самата жена за да го одброи нели Кен Рекс рекла дека тоа не го направи тој, туку бил нели несреќен случај. Сега не ги знам точно податоците дали тој навистина го запалил тоа, нели, но се велело дека тој навистина го направил тоа, иако нели самата негова сопруга го бранела. Работите да бидат уште полоши. Мекаурей исто така беше обвинен дека ги злоставувал своите први две сопруги, Шерон и Алис, како што често се случува во приказните за семејно малтретирање. Во подосенжите интервјуа и со Алис и со Трена се чинеше дека тие ја минимизира злоупотребата, па дури тврдела дека Мекаурей добро се однесувал со нив. Во 1981 година, кратко по неговата смрт, Алис изјави за списанието People дека, цитирам: Кен беше сосема поинаков во начинот на кој вела дека е сега. Честен и дарежлив. Никогаш не сум знаела да украде нешто. Па добро, сега да речеме многу мажи чуваат тајни од нивните жени, ама ова не може да е толкава тајна за таа да не знае дека тој украл нешто или нели правил такви пакости кои што правил, значи се гледа тука дека да речам од страв према него тие нели лажат и велат дека Кен бил многу добар човек, дека не ги правил тие работи, но тој нели навистина ги правил тие работи. Сепак познато е дека дури и службениците за спроведување на законот во округот се плашеа да не се сретнат со Мекаурей, за кој знаеше дека секогаш бил тешко вооружен и не се плашил да пука во полицајци. Повеќе од 2 децении луѓето од Скинмор често се чувствуваа напуштени од правосудниот систем, кој не знаеше да го спречи Мекаурей дополнително да ги тероризира. Сепак на нивно незнаење се случи пример што ќе промени се. На 25 април 1980 година, во општата продавница на Ернест Бовенкамп, службеничката Евелин Суми ќе побара од 8-годишната ќерка на Мекаурей Тоња да ја врати парче бомбона за кое не платила. Кога дозна за инцидентот, Мекаурей бил толку луд што наводно почнал да го следи семејството Бовенкамп. Ова доведе до настаните од 8 јули 1980 година, кога Мекаурей се возел по уличката за општата продавница Бовенкамп. Откако таму, тој му се закани на Бовенкамп, тој го застрела со сачмарка од непосредна близина во пределот на вратот, означувајќи го баре вториот пат кога Мекаурей застрелил некого. Значи еве докаде мислам дека со овој настав може да се види докаде бил спремен да иде. Тој само заради ова, да речам, заради ова мала и да речам непотребна ситуација кога нели ќерка му земала бомбона без да плати, само заради тоа тој со шатган, односно со сачмарка го пукал нели газата на продавницата во вратот. Мислам дека не знам што да кажам повеќе за Кен Рекс. За среќа Бовенкамп преживеа, а Мекаурей беше уапсен и обвинет за обид за убиство. Неговото прелиминарно судење беше закажано за 18 август 1980 година. На типичен начин Мекаурей се обиде да го запажи семејството Бовенкамп и поддржувачите за да ги спречи да сведочат. Сопругата на Бовенкамп се присети. Не можете да знаете колку беше застрашувачки сето тоа. Преку правни маневри, Мекаурей можеше да го одложи судењето речиси 5 месеци до 25 јуни 1981 година. Некои шпекулираа дека Мекаурей го малтретирал претходниот обвинител да се замине. Новиот обвинител Девид Бърт имаше само 3 години кога завршил правен факултет, но сепак Бърт го постигнал она што ниту еден друг обвинител не можел да го направи во целата криминална историја на Мекаурей. Го осудил за кривично дело. Мекаурей на крајот беше осуден само на неговото судење за напад од втор степен. Поратата одредени максимална казна од 2 години, а судијата го ослободи со кауција од $40,000 во очекување на жалбата. Ова беше делумно затоа што Берг го намали обвинението на Мекаурей од обид за убиство на свесно предизвикана сериозна физичка повреда за да се осигура дека може да обезбеди осуда. Мекаурей наведно рекол на судењето: "Поратата ме осуди и ми дадоа 2 години, но ќе ви кажам нешто.
Никогаш нема да одам во затвор. Ќе се жалам и ќе се ослободам. Се борев против законот од мојата 13 година, а сега имам скоро 50 пусти години. Уосим сум запојачал 53 кривични дела, но ова е првото што го изгубив. Како што кажавме, нели, тој да речем во просек прави по 3 кривични дела на годината и како што кажав само, нели, бил осуден за повеќе бил, нели, на суд за повеќе од 53 кривични дела, но ова е, вика, ова судење е првото што го изгубив, нели, од сите тие 53, ова е првото за кое што, нели, ќе одам во затвор, но сепак тој со таа куција се спасил привремено. И нешто што мораме да кажеме дека тој го модеритирал претходниот обвинител да си оди, но кога дошол новиот, да речеме, млад и неискусен обвинител, иако тој бил млад и неискусен, тој го направил, нели, тој направил нешто што не може никој обвинител пред него да го направи, тоа е да го осуди, нели, да го осуди Мекаурой за кривично дело и тој да оди во затвор. Мислам дека мораме да продолжиме сега. На бургот кој беше ослободен, Мекаурой бизарно беше забележан со пушка и бајонет во локалниот бар во градот D&G Tavern, каде што намерно упатува остри закани за убиството на Бобо Бовенкамп. Значи, кога што кажеме, него ништо не може да спречи. Иако му даде казна, иако тој некако се ослободил, онда после тоа повторно отишол со пушки и му се заканува на овој Бобо Бовенкамп. Мислам дека не знам што да кажам повеќе за Кен Рекс Мекаурой. Како резултат на тоа, тој беше уапсен и брзо ослободен, а единствената последица беше одложување на неговото судско рочиште на 20 јули 1981 година поради прекршување на одредбите за кауција. Во пресен новија настани утрото на 10 јули 1981 година. Имаше состанок во градската легионска сала веднаш по улицата од таверната D&G. Присуствуваа дури 60 жители на Скинмор, вклучувајќи го и градоначалникот и шерифот. Целта на состанокот беше да се разговара за тоа што можат законски да направат за да го спречат Мекаурой да му наштети на некој друг. Но колективниот начин на размислување на присутните наведно може да се сумира со еден цитат од еден од присутните. Цитирам: "Едноставно чувствувавме дека системот ни изневери. Сите знаевме каков е Мекаурой, но тој го правеше тоа повторно и повторно. Они на состанокот слушнали извештаја дека Мекаурой и Трена биле забележали како се патуваат кон таверната D&G во Скинмор за да земат пијачки. Се вели дека состанокот бил одложен, а толпата од околу 60 луѓе потоа тивко се спуштиле во таверната D&G. Некои дури влегле во барот каде го чекале да заврши со пијачките. Откако се вратиле во камионот каде Трена седнала на сосуводачкото седиште, Мекаурой запалил цигара. Трена тврдела дека се завртила назад и видела како некој вперува пушка во задниот дел на камионот и го гаѓа Мекаурой. А потоа се слушнале истрели при што биле скршени стеклата на камионот. Трена наводно се фрли во нејзината страна на возилото на улицата, а ја собрал човек по име Джек Клемент и тргнале кон банката поради безбедност. Мекаурой на 47 годишна возраст останал во автомобилот застрелен, при што бил погоден 2 пати. Беше пукана во него од позади, па тој не можеше да го види својот стрелец. Пронајдени се чаури од 2 различни пиштоли. Имено ниту еден од сведоците не повикал брза помош. Значи, како што кажавме, нели, вака дошол крајот на неговиот терор, можам да кажам. Сите тие граѓани на колективен начин се собрале и решили дека доволно е доволно. Системот не изневери што не изневери, сега правдата ќе се земе во наши раци и еднаш за секој ќе го спречиме Кен Рекс Мекаурой. Нели, излегле нели, од тоа селиштето каде што сите биле собрани и отишле кон таверната D&G каде што бил Мекаурой со неговата жена. Кога тие влегле во камионот, нели, некој од позади со пушка, нели, го застрелил Мекаурой. Мекаурой умрел, нели, на лице место затоа што, нели, не била повикана брза помош. Додека на местото на настанот беа пријавени дури 60 сведоци, никој освен Трена не се огласи во истрагата што следеше за да каже кој ги испукал изстрелите. Шерил Хјустон, терката на Боб Бовенкамп, била сведок на пукањето од продавницата на нејзиното семејство, а тоа го кажала на мокот што следел по убиството. Цитирам: "Штом падна покровот на тишината, никој немаше да зборува. Тие можеа да не стискаат и туркаат, да не стискаат и туркаат и сепак да не добијат ништо. Бевме толку огорчени и толку лути на законот, што не разочара, што дојде до некого земаќи ги работите во своји раци. Никој нема поим каков кошмар живее." Имаше само еден осомничен, стрелецот кој Трена го идентификуваше како Дел Клемент, кој бил газда на таверната D&G. Сепак Клемент го негираше обвинението и немаше други сведоци за да појават и да сведочат против него. На крајот обвинителот и судската порота не нареди алог за апсење или не ни покрена обвиненија. Хари Н. Меклин, автор на книгата Случајот на Словена, Среде бел ден,
Поминало известно време со Клемент, во текот на неговите години истражувајќи неговата книга и го опишува Клемент како, цитирам, низок човек со жежок темперамент, кој што носеше каубој капа и пиеше многу. Во врска со пугањето, Меклин го опишува Клемент велејќи, цитирам: "Не беше тешко да се замисли како тој го вади пиштолот, го вперува во камионот во излив на гнев и упатува 2 куршуми." Меклин исто така вели дека во годините што ги поминал во истражување, никогаш не слушал друго име сериозно да се споменува како убиецот, освен Дел Клемент. Во 2009 година Клемент почина, а до неговата смрт тој продолжи да негира улога во убиството. Значи, како што кажаме, ова беше таа една теорија што ја поработуваме во овој случај на Ричкерт, заради тоа што сите се спотили да речем чуден начин, целото село, целиот колектив се спотили на чуден начин и рекле, не кажа ниту еден збор, ништо никој не кажа за тоа кој го убил Кенверекс Мекоре, затоа што тие заедно на некој начин сите заедно биле мешани, затоа што како што кажаме, тоа било толпа од 60 луѓе кои што го чекале Кенверекс Мекоре од таверната да влезе во колата, и од тие 60 души, еден или 20 смртоносно го погоди од Кенверекс Мекоре од задниот дел на камионот, и потоа тие не повикале брза помош и сите заедно сите граѓани се спотиле на начин и тие не кажале кој го пукал тоа, и заради тоа нема никакви докази што може да кажат дека тој или тој бил убиецот. Сепак едно име кое што најсериозно се споменува во целиот овој случај бил тој Дел Клемент, кој што бил газда на таверната каде што пиел Кенверекс Мекоре на само моменти пред неговата смрт. Тој овој авторот што направил книга за овој случај рекол дека не е тешко да се замисли дека Дел Клемент би можел да го направи тоа, се што треба да направи е да го извади пиштолот, и да пука од позади, и он си знаел дека нема никој да го изгледа од позади од толпата, знаел дека нема да го направи тоа, и затоа овој случај ќе остане неразјаснет. Да, најверојатно овој случај ќе остане неразјаснет затоа што цело село се сплотило и решило да не го каже убиецот, затоа што тие на нив им било преку глава терор на Кенверекс Мекоре и решили правата да земат во своите раце. И да, тоа мислам дека ова е се што можеме да кажеме за оваа прва епизода на новата сезона на Ричкерт. Се гледаме во петок, до тогаш пријатно и се најдобро.